Ако последната станица за европеизација на државата е успешноста на референдумот кој предстои, Македонија веќе ја прослави препораката од НАТО за преговори за членство. Токму затоа наш гостин е Маријан Забрачанец, кој што е советник на премиерот за односи со јавност. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам за поканата. Пред се, владата денеска објави колкави се трошоците за овие концерти кои што се одвиваа во 15 градови. Предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Кристина Атовска, па да се вратиме во студиото. Вкупно 180.000 евра потрошила владата за прославите ширум земјава по повод поканата од НАТО. Ова го покажуваат информациите кои ги објави владата, откако во јавноста се наметна прашањето колку чини славењето и откако опозицијата излезе со паушални тврдења дека прославите чинат половина милион евра. Хонорарот за 40 изведувачи, транспортот и сите останати трошоци чинеле по 11.900 евра во секој од 15 градови, или вкупно 179.500 евра. Трошоците за организацијата на настаните се скромни, по нормални пазарни цени. За промоцијата на настаните не се потрошени средства за реклами во медиумите, ниту пак се потрошени било какви средства за организиран превоз на публика од едни во други градови. Се вели во владиното соопштение, вкупниот хонорар исплатен на изведувачите е 75.500 евра, а од владата нагласуваат дека во авторските договори било наведено каде и со која цел ке настапуваат. Изведувачите кои ги откажаа своите настапи нема да бидат исплатени и со нив административната процедура ке се заврши по патна спогодба. По 3.200 евра од град или вкупно 49.000 евра се потрошени за сцените и сценската опрема. 35.000 евра чинело обезбедувањето на логистика, редари, заштитни огради и транспорт. За креативен концепт и реализација на промотивна кампања на социјални мрежи, графички решенија, видеопродукција, визуализации на бините и постпродукција, протрошени се вкупно 20.000 евра или околу 1.300 евра по град. Од владата додаваа дека преносот на јавниот сервис не беше реализиран бидејќи авторските договори со изведувачите не вклучувале регулирање на авторски права за пренос во живо на национални телевизии и со цел да не се издвојува посебно ниту еден од 15 настани и 40 изведувачи ширум државата. Објавувањето на вкупните трошоци од страна на владата доаѓа по бурните реакции од јавноста, но и по паушалните бројки кои претходно ги пресмета опозицијата. Господине Забрачанец, од каде е идејата за оваа прослава? Во 15 градови за 180.000 евра. Идејата доаѓа од исполнувањето на стратешката определба на Република Македонија, членство во НАТО и членство во Европската унија. Ние имаме деновиве историски моменти. Македонија доби покана од НАТО да стане полноправна членка, а пред една недела доби датум за преговори. Нешто за што генерации граѓани, политичари, влади, собраниски состави се бореле и еве, ние велиме заедно сите низ овие децении го исполнивме тоа. Да не забораваме, 2008 имаше големо национално разочарување заради тоа што Македонија не ја доби поканата за членство во НАТО, 10 години подоцна, обратна ситуација. Македонија ја добива поканата за членство НАТО. Од таму е идејата, од таму е потребата да се одбележи тој недвосмислено историски успех за граѓаните на оваа земја, за Република Македонија. Знаете како едни ќе речат се слави кога Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО, други велат дека баш сега е атмосферата бидејќи сета таа позитивна еуфорија треба да се Овој настан се случува еднаш во 10 години и за нас нема дилема дали треба да се одбележи тој настан. Легитимна е дебатата, го слушаме сечиво мислење, сакаме да има, дури и продуцираме и ние содржина која што овозможува слободна дискусија и не важи сечиво мислење, меѓутоа сметам дека нема дилема дека овие моменти се историски за државата и дека заслужуваат да бидат одбележани, дека Македонија заслужи да провечи македонска музика низ целата држава. Како гледате на одзивот? Во некои градови имаше народ кој што излезе да прослави, во други градови немаше или пак беа многу малку. Како гледате вие на одзивот? Избрзано ли беше сето ова организацијски?
организацијски се спроведе во онолку време колку што беше возможно. Вие знаете политичките случувања со која динамика се случуваат. Точно е, ние не бевме во можност да го рекламираме и промовираме овој ивент со месеци наназад, како што вообичаено тоа се прави во музичка индустрија. Ние денови добивме поканата и одлучивме да го одбележиме тој момент. Во повеќето градови, во мнозинство од градовите, имаше многу граѓани кои што излегоа и прославија. Имаше градови кај што можеби заради несоодветен тајминг, како да речеме Охрид или Тетово, таму започна настаните во 18 часот, каде што на почетокот имало помалку граѓани, меѓутоа како што течеле часовите, ивентите трае по 3, по 4 часа, се менувале граѓаните и се правиле повеќе граѓани на настаните. Опозицијата обвинува за некаква непосетеност и некаков фијаско, во исто време портали кои што навиваат очигледно за опозицијата со бомбастични наслови, пушта лажни фотографии и видеа од други настани на кои што наводно нема луѓе во публика, односно на прославите, а во суштина стануваше збор за фейк видеа и фейк фотографии кои што беа ширени низ социјалните мрежи. Имаше едно видео каде што описот беше дека се случува во Охрид, на кое што има само еден човек. За тоа видео зборувам. Тоа видео е видео од настан друг, не знам за кој настан зборува, може да се види по бината, не е брендирана, а бината во Охрид имала позадинско платно Македонија во НАТО и ЕУ. Зошто сметате дека одзивот не беше доволен колку што можеби вие посакувавте? Дали тоа се работи за причините се во негативната кампања на опозицијата, или дали конкретно воопшто ги погледнавте коментарите пред да се организира? Видете, ние неаме намера, ниту сме го правеле тоа, ниту ќе го правиме тоа, да носиме луѓе со автобуси, со списоци по настани. Тоа го правеа некои претходни структури на власт и тоа го правеше на пропаганда на која што единствена цел и беше да покаже дека многу ја поддржуваат граѓаните. Ние сме растеретени од тој момент. Она што знаеме е дека излегоа многу граѓани кои што го поддржаа настанот и ја поддржаа прославата. Знаеме дека не влеговме во притисоци врз администрација, врз трошење на средства за автобуси, правење списоци. Не, тоа не го направивме, нема да го правиме. Јас сметам дека прославата е успешна, граѓаните излегоа, ја поддржаа и воопшто не се сомневам во тоа дали квалитетот на музиката допрел до граѓаните. Да, имавме домашна музика во 15 градови, дисперзиран македонски звук, со цел музиката и изведувачите да отидат кај публиките, а не да се прават мегаломански настани за кои што ќе се трошат дополнителни средства, автобуси, списоци, со цел да ги видат сите на куп на плоштадот во Скопје. Тоа време на популизам и на пропаганда заврши. Знаете што, легитимна е тезата кога се поставува прашањето дали овие концерти требаше да се случат кога Македонија ќе станеше полноправна членка. Можеби и затоа се овие реакции, бидејќи еве ако ја прашам што славевме ние, веројатно ќе ми одговорите затоа што добивме датум за преговори. Да, заради тоа што тоа пред 10 години не го добивме, а таа одлука, тоа недобивање на покана за членство во НАТО, на НАТО самитот во Букурешт 2008, не втурна во 10 годишна политичка криза. Ние денес славиме момент кој што ќе не однесе напред. Момент кој што ќе обезбеди иднина за македонските граѓани, стабилност, безбедност, економски раст и во исто време знаеме дека поканата ја добивме заради договорот со Грција. И во исто време зајакнет и заштитен македонски идентитет. Никој нема дилема, тоа го пишува во договорот со Грција, дека ние сме македонци и зборуваме македонски јазик. Како резултат на тој договор, ние добиваме покана за членство во НАТО. Ете, тоа го славиме. Кој што ќе зависи од референдумот. Да. Тоа го бара од нас и НАТО, тоа го бара и Европската Унија. Така е. Тогаш се отвараат вратите. Така е. Како се селектираа изведувачите? Со дел од нив имавте проблем. Очигледно, или погрешна е комуникацијата, или некој не го испочитувал договореното. Љубојна, Владко Лозановски се дел од изведувачите кои што рекоа дека тие нема да настапат, бидејќи според нив публиката е онаа која што ќе им суди.
Кој ги договараш? Проблемот се појавува со 5% од изведувачите, со 3 од 45 изведувачи, кои што беа предмет, таргет на негативна кампања предводена од непознати центри, во која што учествуваше и очигледно и опозицијата. Да не забораваме, опозицијата и други центри по социјалните мрежи, особено и преку дел од медиумите, вршеа директен напад, клевети, сеење омраза, таргетирање на дел од изведувачите, па дури и на граѓаните кои што излегоа да прослават да го одбележат овој историски момент за Македонија. Ова се ваши лични убедувања? Ова се мои лични убедувања и од тоа можеше да се види насекаде по социјалните мрежи. Че ние не се мои лични убедувања соопштенијата на опозицијата. Дека Македонија ги распродава националните интереси, индиректно кажува дека тој што ќе излезе да прослави, што знае што? Дека тие што излегоа да прослават ги продаваат националните интереси? Дека тие што излегоа да пеат и да го одбележат моментот ги продаваат националните интереси? Не може тоа да е вистина, не може тоа да е точно. Од тука влечам заклучок дека опозицијата учествуваше во негативна кампања, во така наречено шиканирање на сите кои што беа вклучени во организација на настаните или пак учествуваа како публика на настаните. Добро. Од тука сметам дека и тоа како проблемот кој што се прави со неколку од изведувачите е конструиран од центри комуникацијски кои што имале за намера да ги оквалификуваат како предавници оние кои што ги изведуваа музика или беа во публика на ивентите. Дали сите потпишаа договор? Сите потпишаа договор. Знаеа ли што потпишуваат? Бидејќи имате освен Љубојна и Владко Лозановски кои што го откажаа настапот, Conquering Lion, тоа е бенд, и Пики Сипи од Сав велат дека не знаеле на што ќе настапат. Владата транспарентно и јавно обзнани што пишува во договорот. Дури мислам дека еден од договорите се проврти и по социјалните мрежи. Тој не сме го објавиле ние, веројатно некој од изведувачите го има споделено. Неважно, во мислам член 1 од договорот стои дека изведувачите се ангажираат за музичко-сценски изведби за настан по повод поканата за Македонија за членство во НАТО со наслов "Одиме напред, Македонија во НАТО и ЕУ". Државен, а не партиски. Апсолутно се разбира. Дали некаде видовте партиски обележја? Дали некаде да видовте партиска организација на овие настани? Дали некаде некако овие настани барем прозвучија комуникацијски на ниво на партија? Не. Овде нема партии замешани. Ово прашање се националните интереси на државата и на сите граѓани, без разлика на нивната партиска определеност или неопределеност, без разлика на нивната етничка припадност. Станува збор за настан организиран со државни ресурси за потребите на граѓаните, за обезбедувањето на иднината, кој што значи безбедност, сигурност и економски просперитет за оваа држава. Тогаш, што ќе се случува со договорите кои што ги потпишаа Лозановски, Љубојна? Има таму во некој од членовите од договорот дека во случај на неисполнување на обврски или некаков спор, страните ќе се трудат преку согласност или спогодба да најдат заедничко решение. Ние ќе го почитуваме тој член и по пат на согласност, доколку средствата се исплатени, тие ќе треба да ги вратат, бидејќи делото не е, авторско дело не е реализирано, доколку се уште не се исплатени, нема ни да се исплатат, не гледам никаков проблем. Тука уште еднаш потенцирам дека владата немаше никаков проблем со никој од изведувачите. Проблемот настана откако дел од изведувачите беа под директен таргет на некои комуникацијски центри кои што сеја пропаганда и омраза. И можам да кажам дека до некаде дури ги разбирам дел од нив, ако вие се соочувате со таков организиран, таргетиран притисок. Сигурно дека некој ќе попушти на тој притисок и ќе имаме ситуација на откажување. Меѓутоа, повторно велам, процентот, колку е 3 до 5% од изведувачите, 10 нека е, не е ни 10, откажале учество. Сепак, Македонија во саботата вечерта ечеше со музика, 40 изведувачи настапија, испроducира 3-4 часовни музички настани на секаде низ државата. Ви се јавија ли тие кои што откажаа или само преку социјалните мрежи го направија? Имаше и некои комуникации, дел преку социјалните мрежи, па подоцна следеа комуникации, некаде обратно, прво имаше најава, потоа преку социјални мрежи. Ние не земаме за зло, ниту пак се пројавија повторно некакви тенденциозни наслови дека државата ќе ги тужела изведувачите кои што не настапили. Не е точно. Ние со тие изведувачи ќе се спогодиме, нема да го добијат хонорарот,
бидејќи нормално не го изведе делото. Знаете што ме интересира? Дали кога го подготвувавте концертот, бидејќи тој релативно брзо се појави во јавноста, брзо се споделуваше низ социјалните мрежи, дали ги читавте коментарите на јавноста на социјалните мрежи, бидејќи таму имаше и луѓе кои што претходно го поддржаа падот на Никола Груевски, но сега велат овие пари можеле да се искористат и за други цели. Како например за 2 жални врби во Вардар. Ги читавме коментарите и секогаш вие можете да најдете компаративна активност која што може да се направи со некои пари. Меѓутоа, на таа тема би сакал неколку други споредби да дадам. Овој настан чини вкупно 179.000 евра и 500. Станува збор за 15 настани во 15 градови, каде што музиката отишла кај граѓаните. Еве за споредба, во време на претходната влада, секоја година се трошеа 500.000 евра годишно, или 5 милиони евра вкупно, за продукција на домашна музика. Ниту тие песни некој ги виде, ниту ги слушна, ниту спотови се превртеа, ниту порадиите. Неколку, но дали се превртеа спотови за 5 милиони евра. Ајде друго да прашам. Прославата за независноста на Македонија за 20 години од независност, ВМРО ДПМН вели дека коштала 90.000 евра. Јас прашувам, дали се таму вкалкулирани трошоците за автобусите со кои што се носеа граѓаните до Скопје? Дали се вкалкулирани спотовите со кои што се вршеше пропаганда масовна преку сите медиуми за промоција на таквите настани? Ајде да прашаме колку кошташе прославата во 2009 за визната либерализација. Фетбој Слим и Здравко Чолич на градскиот площад во Скопје. Нема трага. Не знаеме ниту кој платил, ниту колку чинел. Сте правеле ревизија на оваа тема? Не сме правеле ние ревизија, се бавам со односи со јавност, не можам да правам јас ревизија, меѓутоа ние тие податоци еве не можеме да ги најдеме. Баш сакавме да не интересираше колку во минатото за слични прослави. Еве да речеме дека визна либерализација е момент кој што можеби треба да се прослави, можеби има некоја тежина која што не е ни слична со оваа денешната, меѓутоа еве вреди. Е настан кој што може да заслужува одбележување. 2009 во декември Фетбој Слим и Здравко Чолич свираа на площад. Не е објавен никаков извештај, никој не знае колку пари се потрошени. 5 милиони евра за 10 години потрошени за продукција на домашна музика, за промоција на многодетни семејства, патриотски националистички песни дел од нив, песни кои што промовираат семејни вредности. Тоа ли се стратешките интереси на Македонија? 5 милиони евра за промоција на музика за многодетни семејства? Ги читавме коментарите, меѓутоа во исто време ги читавме и овие коментари. Овие споредби ги споменувам денес бидејќи ги прочитав на социјалните мрежи. Неки луѓето зборуваат за тоа. Луѓето се сеќаваат што се правеше со домашната музика и на кој начин се злоупотребуваше домашната музика во минатото. Ние денес имаме настан со кој што прославуваме момент кој што ќе донесе сериозна просперитет за македонската иднина. Бидејќи сте убедени во тоа, како владина делегација бевте на самитот на НАТО, освен оние формални пресконференции и пораки кои што се праќаат од големите, високите представници, неформално помеѓу делегациите, има ли Македонија вистинска шанса за полноправно членство? Што е она што во Брисел се зборува? Во Брисел се случуваше самитот на НАТО и пораките и неформалните и формалните се идентични. Граѓаните ја имаат историската можност пред себе. Имаме историски договор со Грција кој што нуди прво зајакнат македонски идентитет, не промена на име. Македонија останува и во името. Името се допрецизира со географска одредница северна. Потврда и од соседот со договор дека ние сме македонци, дека зборуваме македонски јазик. Впрочем, пресконференцијата на која што премиерот Заев и генералниот секретар Столтенберг во просториите на НАТО во Брисел одеше во живо преку интернет, беше најавена на македонски јазик. Таму пишува јазик македонски. Че Македонија се уште не е официјално членка на НАТО, добива покана, јазикот веќе е верификуван како македонски. Тоа е потврда дека идентитетот е зајакнат.
Од друга страна, со тој договор Македонија излегува од изолација, Македонија добива поддршка од цела демократска западна јавност и гаранција за стабилност, за безбедност и за повеќе пари кај граѓаните. Видете ги споредбите од сите други земји членки на НАТО кои што станале членки во изминатите 10-15 години. Вртоглав раст на странски инвестиции, пат на невработеност, раст на Зборувате GDP. за придобивките. Зборувам за придобивките кои што значат економски раст. И кои што граѓаните допрва треба да ги почувствуваат. И ќе ги почувствуваат ако зборуваме за повеќе странски инвестиции. Фактографски во секоја од земјите растеле вртоглаво странските инвестиции откако тие станале членки во НАТО. Ако зборуваме за пат на невработеност, тоа се директно бенефиции кои што ги почувствува секој граѓанин на Република Македонија. После веста дека е склучен договор со Грција, веднаш се подпишуваат 7 нови договори со компании кои што до тогаш се двоумеле. Ние сите треба да знаеме дека кога компаниите проценуваат дали инвестираат во некоја земја или не, ги гледаат ризик факторите. Земја која што не е членка на НАТО има висок ризик фактор. Тој ризик е отстранет и од сега може само да очекуваме подобра економија во Македонија, ништо поинаку. Бидејќи конкретно зборуваме за влез во НАТО, кој што ќе зависи од успешноста на референдумот, неодамно бев учесник во еден конференцијски повик преку еден ТВ како представник на медиумот со амбасадорката на САД во НАТО и таа вели освен успешен референдум, односно само еден успешен референдум ја дели државата од членство во НАТО. Моето последно прашање, бидејќи го најавив референдумот како последна етапа од европеизацијата на Македонија, се работи ли веќе во владата за тоа како ќе гласи прашањето? Вие сте советник за односи со јавност. Можеби веќе се дискутира внатре, знаете како ќе гласи прашањето. Тоа е И што може да се очекува од владата до денот на референдумот? Во смисла на кампања. Можни се повеќе опции, тоа се разбира зависи од политичките процеси и од дискусиите со сите политички чинители во Македонија. Премиерот веќе кажа дека е најдобро и прашањето и целиот процес околу референдумот да се договори со консензус, да договори со опозицијата и на таа тема течат и ќе течат сигурно понатаму и разговори со цел да се дефинира и прашање и процес кој што ќе донесе успех на Македонија. Едно е сигурно дека овој процес подразбира од една страна договор со Грција, од друга страна наше интегрирање, одење понатаму во интеграциите кон НАТО и кон ЕУ. Ние заради тој договор добиваме покана од НАТО. Тие две работи се поврзани, така треба и да се гледаат, меѓутоа и по однос на прашањето и по однос на процедурата околу референдумот ќе дозволите да се спроведат соодветни консултации и по можност, по наша желба е да тоа биде во договори со опозицијата и со сите политички чинители во земјата. Господине Забрчанец, ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за гостување во Студио 1 и ќе ве очекуваме како одминува времето, ќе ве очекуваме повторно, бидејќи владата ќе биде во центарот на вниманието се до одржување на тој референдум, па и понатаму кога државата. Ќе комуницираме со граѓаните, ќе го објаснуваме договорот. Знаеме дека премногу политички случувања на краток рок се случуваат, тоа не дозволува секој од тие чекори добро и во детали да се објасни на јавност, меѓутоа затоа имаме време пред нас до референдумот, ќе се објаснува целосно содржината на договорот, ќе се објаснува дополнително што значи зајакнат идентитет, ќе се потенцираат членовите каде што пишува дека сме македонци, дека во нашата земја се зборува македонскиот јазик, но и ќе ги објаснуваме придобивките од членство во НАТО и ЕУ и компаративно со други земји и ќе објаснуваме дека македонската иднина значи договор со соседите, пријателство, добрососедство и влез во НАТО и ЕУ. Бидејќи мнозинство од граѓаните токму тоа го очекуваат од нас. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време. А ние, почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на вашето информативно и забавно